СЈО одамна тврдеше дека се подготвени за судскиот процес пуч, а сега велат дека ќе се откажат од предметот бидејќи немало докази, пишува Дневник. На 22 септември лани специјалната обвинителка Катица Јанева рече дека е подготвена да даде воведно излагање. Пред тоа обвинителката Ленча Ристовска на пресконференција порача доколку има услови за да се одржи главната расправа, ние сме подготвени да започнеме со предметот пуч. Второ прашање. Немам земано од господинот Зоран Заев. И уште еднаш ќе кажам, ќе го прашам обвинетиот Заев. Како е обвинетиот Заев во предметот пуч кога судот ќе го закаже предметот да се суди на 1 октомври. Еден месец потоа откако судијата ја одложи расправата поради безбедносни сертификати на поротниците, Јанева и се развика во судницата како не и било срам да одложува судење цела година, велејќи на судиката дека ги малтретирала. Впечатокот според анализата на Весникот е дека СЈО е конфузно, но и дека сите тие изјави биле само глума пред изборите. Имале контрадикторни докази, па не биле убедени дека со истите можеле да водат случај против Заев и Верушевски. СЈО сега вели дека има нови докази, што ги побива предходните, што кусо значи дека предходните не биле докази, а СЈО тоа не го забележале цела година, пишува Дневник. Но јавноста ја виде снимката на Груевски и Заев во кабинетот на тогашниот премиер, иако Јанева не ја прифати како доказ, бидејќи била компрометирана со објавување, а подоцна пак Фетаи бараше незаконски снимки да бидат доказ во случајот Центар. Не се заборавени ниту скајп комуникациите на Верушевски за граѓанска војна, за тоа дека вршат голема работа и дека нема да бидат заборавени, а конечно тука и спогодбената пресуда на Звонко Костовски. Дека случајот не бил издржан, Весникот констатира дека во оваа фаза тешко е некого да го убедат во сето ова освен шарените. Јавноста не заборава дека платената револуција палеше, демолираше и напаѓаше после аболицијата на Иванов, а после аболицијата на Заев од Катица нигде ги нема, што е уште еден доказ дека беа само политички инструмент на СДСМ и Сорос. И Зоран Заев молчи и се крие исто како што правеше и за аболицијата за случајот Глобал, криминал тежок 8 милиони евра. Аболицијата дадена од страна на претседателот Црвенковски нема да ја коментирам во јавност. Тоа е сепак негово уставно и законско право. Во судската практика речиси никогаш не се случувало јавен обвинител да се повлече од вака голем предмет. Аболицирањето на Заев е преседан според експертската јавност. Вообичаено досега јавниот обвинител оставал на судот да ги цени доказите. Според мислењето на правниците, откажувањето на Катица Јанева од предметот пуч може да се толкува како нејзина нестручност и немање капацитет да го истурка до крај, што може да биде и основа за враќање на предметот во обвинителството за гонење на дела од областа на организиран криминал.